Старо неколку милиони години, полно со мистерија Преспанското езеро. Никогаш недоистражено и по 5 години ги обновува тврдењата на поединци дека токму таму живее чудовиште слично како она во Лохнес. Тоа го тврди и најновото снимено видео од случајни минувачи на кое се гледа како огромна црна необична фигура се издига над водата. За некои шпекулација, за други джиновски сом. Денеска телевизија 24 се впушти во потрага по информации за тоа што се крие ова езеро. Телевизија 24 е ексклузивно на местото каде што вчера беше објавено снимено видео на кое јасно се гледа како од водите на Преспанското езеро излегува црна фигура. Ние денеска дојдовме токму овде, во Тешево, во некогашното рибарско село, да провериме дали во Преспанското езеро може да има нов Лохнес. Идентични прашалници отвори сликата со иста црна фигура која во 2012 година ја испратија грчки туристи, а го обиколи светот. Поединци тогаш тврдеа дека од кај селото Нивици го виделе чудовиштето во езерото, но и покрај се приказната заврши со заклучок дека станува збор за шпекулација. Денеска на брегот на езерото немаше ниту еден рибар да каже дали деновиве ја видел необичната појава, но затоа во својот дом не прими најискусниот рибар од Ресен, кој раскажа за сите легенди и мистерии кои се кројат низ годините за Преспанското езеро. Чичко Хамза Солейковски раскажа дека во 30-те години кои ги поминал на отворена вода, ниту еднаш не видел чудовиште, но и те како се изнагледал на чудни појави, од огромни сомови, крапови до ненадејни вртлози. Некоја мистерија за да рече дека се појавува тоа, се појавува тоа. Вие би го виделе ако се? Не би, што би го виделе рибарите. Некој би се појавил во градов, мислам, или и во село, ќе кажат видов вако нешто, видов тако нешто. За сом големи фатена и кај нас фатија, и во Стење фатија, и во многу фатија. Сомови големи вистина и тврделе и овие дека виделе, сомови големи. А друго за ова, вие што викате, не. Чудовиште не виделе ниту неговите синови и внуци кои го наследиле во риболовот. Сепак тврди дека Преспанското езеро крие тајни кои никој никогаш нема да ги открие. Али Преспанското езеро било опасно за њурците. Тако било, дното било многу, со многу дупки, со многу работи. Има местото Казан, кој што е само тоа име, таму е најголемата длабочина на езерото во Преспа. И тука има некои вртлаги. Дека не станува збор за чудовиште, тврдат и дежурните ренџери. Иако не сакаат да зборуваат пред камера, велат дека снимките се шпекулации, а фотографираната фигура е всушност локален нуркач кој секојдневно нурка во езерото, чија верзија е најточна ќе покаже времето. Во недостиг на докази и понатаму останува мистерија прашањето дали Преспанското езеро крие джиновска риба или Преспа сепак ќе биде вториот Лохнес.